Живееме во свет каде важноста да се живее во здрава и чиста околина е силно нагласена, а ваквата потреба е тесно поврзана со уживањето на основните човекови права. Правото на живот во здрава животна средина е загарантирано со членот 43 од Уставот на Република Северна Македонија, но и со низа системски закони. Сепак, сведоци сме на секојдневна деградација и уништување на природата и сите медиуми на животната средина. Во услови кога надлежните институции имаат пасивен однос кон заштитата на животната средина и не постапуваат согласно законски пропишаните обврски и процедури, Народниот правобранител е институцијата која може да помогне во надминувањето на ваквата состојба, бидејќи тој игра клучна улога како чувар и заштитник на човековите права и слободи дефинирани со устав и закон. Кога се бара помош од Народниот правобранител? Секој граѓанин има право да побара помош и интервенција од Народниот правобранител директно или преку посредник, доколку смета дека е повредено некое уставно или законски загарантирано право, а постапката пред Народниот правобранител се иницира со поднесување на представка. Помош од Народниот правобранител може да се бара само доколку граѓанинот претходно се обратил до некој надлежен орган, институција или организација и при тоа истите не постапиле согласно поднесокот на граѓанинот. Што е повредата на правото на здрава животна средина? Непревземање на мерки од страна на институциите и неизвршување на инспекциски надзор за спречување на појави кои може да доведат до загадување на воздухот, водата и почвата, влијанија кои може да доведат до штетна буџава. Во таа смисла, Народниот правобранител представува механизам за одбрана од небрежност, обезбедувајќи можност за поздрава и почиста животна средина за вас и идните генерации. Советувај се и поднеси представка. Ти имаш право на жалба. Ти имаш право на еколошка правда.